Локалната самоуправа на Виница и нејзиниот актуелен градоначалник Емил Дончев во изминатите 4 години не сторија ништо за да го подобрат живеењето на граѓаните. Главна цел им беше само задоволувањето на личните интереси, а не и оние на жителите на општината, се вели во реакцијата на општинската организација на СДСМ од Виница, а во врска со неодамна јавно објавениот отчет за работењето на општинската власт и нејзиниот прв човек. Се што правеше локалната власт во изминатите години беше единствено во функција на задоволување на своите бизнис интереси на градоначалникот Дончев и соработниците околу него. Во неговиот отчет тој најмногу се фокусира на донираните канти за отпадоци за кои општината не потроши ниту денар, исто како и котлите за грење кои се донација од странските фондации. Што се однесува до асфалтирањето на булеварот Александар Македонски, граѓаните знаат дека овде превладува личниот интерес, а тоа е станицата за технички преглед Ликеј, каде еден од собствениците е Благој Стаменков, прв братучет на градоначалникот, кој работи во општина Виница и е негова десна рака. Во реакцијата на СДСМ од Виница се додава дека и поставувањето нов асфалтен слој и атмосферска канализација на улицата Браќа Миладинови биле реализирани со кредит, односно општината не завршила ниту еден проект со сопствени средства. Треба да се напомени дека во неговата бедна програма, во која имаше два позначајни проекти, а тоа е целосно покривање на градскиот пазар и изградба на филтер станица во село Трсино, нема ниту трага, ниту глас. Во сите години на раководење со општина Виница, Емил Дончев ќе биде запаметен како најнеуспешниот градоначалник на општината. Локалната власт се однесуваше исто како и централната власт во заминување. Нивното владење ќе остане запоменетено по остварувањето на бизнис делките и личното богатење. На крајот од реакцијата, председателот на Социјалдемократскиот сојуз од Виница вели дека граѓаните на општината и во целата држава одбрале промени и ставање крај на погубните политики на кадрите од ВМРО ДПМН.